Омразата се повеќе му го води јазикот на народот, зборувањето лошо и со резигнација најчесто е насочено кон оние кои веруваат во друга партија или кон мигрантите, покажала анализата на Штипскиот правен факултет. Освен причините, правните експерти ги анализирали и последиците, а тие тврдат можат да бидат многу опасни. Најстрашната и најрадикалната последица е креирање на предуслови за насилство и предизвикување на криминал од омрза. Значи, тоа е најекстремната форма. Доколку тоа е индивидуален чин, ви велам повторно, може би тесно нема да се поврзе со говор на омрза, но доколку имате вие масовна мобилизација на население, во случајот на сегашниот контекст тоа е политичка мобилизација, тогаш тоа може да ескалира и во меѓуривалски судири. Кога во прашање омразата, таа најлесно се кажува на социјалните мрежи. Се поголемата активност на социјалните мрежи доведува рефлексија на ширење на говор на омраза, односно сето она што во реалниот свет не сме спремни да го искажаме, а го мислиме кон другите, тоа го рефлектираме на социјалните мрежи и на тој начин индиректно тоа се рефлектира во реалниот свет. Токму поради ова, денес правниот факултет при УГД одржа работилница на тема говор на омраза. На средношколците и на студентите од прва година да им покажеме и да ги научиме како да препознаат говор на омраза, поточно говор на омраза на интернет и како да може да се справат и истите да не се вклучуваат и да не действуваат во таа област. Изминатиот период Центарот за правно-политички истражувања работеше на проект за присуството и влијанието на говорот на омраза. Резултатите покажале дека најголемо влијание имаат јавните личности, чиј говор на омраза може да предизвика експлозија од реакции на социјалните мрежи.